Инспекторите од УЈП осомничени дека соработувале со собствениците на дискотеката Пулс, Драган Паунов и Дуле Димитриев, ќе се бранат од слобода, велат за Телма од Штипскиот апелационен суд. Судот ја потврди одлуката која претходно ја донесе основниот суд во Кочани, да им бидат одредени мерки за предпазливост во замена за куќниот притвор каде беа досега. Председателот на апелациониот суд во Штип, Тони Делев, вели дека во моментов се пишува образложението за ваквата одлука, пошто ќе им биде доставено на осомничените кои можно и уште денес да излезат на слобода. За двајцата првично обвинителството бараше мерка ефективен притвор, но судот во Кочани определи куќен. После 1 месец ја преиначи својата одлука, бидејќи како што тврдеше адвокатот на Паунов, доставиле медицинска документација. На неговиот клиент во меѓувреме му биле диагностицирани кардиолошки проблеми, па поради ова бара да се брани од слобода. Сега мерките на предпазливост вклучуваат забрана за напуштање на градот во кој живеат, оддалечување од работното место, одземање на пасошот и да се јавуваат во судот кој треба да го потврдува нивното присуство. Паунов е брат на Даниела Димовска, веде председателка на кривичниот суд, каде пак во моментов се одвива судењето за пожарот во дискотеката во која загинаа 63 млади луѓе. Таа уште кога нејзиниот брат беше уапсен, тврдеше дека нема никакво влијание во предметот поврзан со него. Инаку двајцата инспектори од УЈП се осомничени дека земале подкуп и му дојавувале на газдата на Пулс кога ќе има ненајавени контроли во диското. Обвинителството отвори постапка за 11 луѓе, меѓу кои даночни инспектори и управници од регионалните дирекции на УЈП во Штип и Струмица. Ги сомничи дека им овозможиле на фирмите да ги избегнуваат даночните контроли и да работат без соодветна фискализација. Опфатени и собственикот на Пулс, кој веќе е во притвор во другиот предмет, а е осомничен дека изработувал лажни фискални извештаи за да не биде затворен. Осомничена е инспекторката од Државниот пазарен инспекторат, која исто така е опфатена со претходната постапка. Истрагата беше отворена откако ИРЛ објави дел од доказите во кои се гледаа преписки меѓу инспекторите и синот на собственикот на Пулс, на кој исто така му се суди за трагедијата.